Почитувани присутни, задоволство ми е да ве информирам дека вчера извршниот и Централниот комитет на ВМРО ДПМН избраа навистина одлични кандидати за градоначалници на предстојните локални избори за Охрид и Ново село. Во делот на Охрид, кандидат на ВМРО ДПМН е доктор Митре Милошевски, неврохирург, татко на 2 деца, вработен во болницата Свети Еразмо во Охрид, човек кој што го знае цел град, подготвен да биде градоначалник на сите граѓани. Навистина, доктор Митре Милошевски е одличен кандидат, го препорачуваме на охриѓани, охриѓани го познаваат и во наредните 40 на дена нема да има врата, нема да има населено место, нема да има населба, село или било која улица во која што нема да појде. Сметаме на победа во Охрид, изборите во Охрид се навистина важни, исто како оние во Ново село и во Дебар и секаде каде што има избори, и се надеваме навистина на одличен резултат. Изминатава 1 година Охрид целосно и тотално беше заборавен од централната власт. Нема никакви проекти, Охрид стагнира, Охрид се иселува, Охрид исчезнува. И затоа на градот, на околните места им е потребен и економски и локален напредок. Тоа нашиот кандидат Митре Милошевски, заедно со својот тим, заедно со граѓаните, може да го обезбеди. Во вториот дел исто така имаме одличен кандидат. Централниот и извршниот комитет на ВМРО ДПМН го кандидираат Николчо Стоилков од Ново село за градоначалник на општина Ново село. Магистар по деловно право и вработен во Царинската управа на Република Македонија. Татко на 2 деца, домаќин, човек кој што го знаат граѓаните на сите населени места во општина Ново село. Време е да се стави крај на скандалите во општина Ново село. Време е да се стави крај на криминалот во Ново село. Епизодите поврзани со Боро Малборо и сите останати скандали кои што таму се слушуваа. Ни треба чесен човек, домаќен човек, човек кој што ќе може да работи за Ново село. А Николчо Стоилков е токму таков. Човек со енергија, човек со иницијативност, со компетенции, со тим и луѓе околу него. Затоа ги повикуваме граѓаните на Охрид и на Ново село да застанат за овие двајца одлични кандидати. Луѓе кои што ги познаваат, луѓе кои што имаат проекти, луѓе кои што ќе бидат целосен контраст и спротивност од она што ги имаме во моментов. Почитувани присутни, исто така Централниот комитет на ВМРО ДПМН заседаваше и констатираше дека вкупните состојби во Република Македонија се тешки, економската состојба е катастрофална, иселувањето е поголемо од било кога, а тоа се гледа и преку бројките, така што оваа безперспективност која што во моментов има во Македонија, навистина треба да биде прекината. Наместо развој, наместо инвестиции, власта на СДСМ секој ден нуди скандали за кои што нема никаква разрешница, нема живот, туку напротив иселување и исчезнување. Тоа е она кое што би сакал да го порачам, да го соопштам од оваа говорница во врска со предстојните избори за градоначалници во Охрид и во Ново село. Ние сме подготвени, работиме на терен, ќе ги посетиме овие места и едноставно ќе им понудиме на граѓаните избор и алтернатива. Повелете, да, слободно, повелете. Да. Председателот Иванов, согласно уставот, законите, надлежностите, има право да врати на повторно одлучување до Собранието на Република Македонија закони кои што не ги подпишува. Значи, во тој дел, според уставот, законите и деловникот, председателот треба и може, тогаш кога смета дека има основа, да ги врати работите на повторно одлучување во Собранието. Така што во тој дел ќе треба повеќе
тие работи тој да ги образложи, но според она што го имаме како устав и закон во оваа држава, тој има право да ги врати законите кои што мисли дека не треба да подпишани. Поведете. Да видиме кои ќе бидат намерите на власта. Значи, власта е онаа која што ги води процесите во оваа држава, власта е онаа која што го диктира темпото, да видиме кои ќе бидат нивните постапки. Поведете. Да, слободно. Дали вчера лобираше кај пратениците да не гласат за законот против дискриминација? Секој има право на слободно убедување, тие гласа, наше беше да ги кажеме забелешките кои што ги имаме, прашањата кои што сакавме да ги поставиме. За жал, министерката Мила Царовска, како и незините соговорници, односно незините партнери, незините сопартици, воопшто не одговорија на ниту едно поставено прашање. Поведете дали имате други прашања? Рокот за поднесување кандидати истекува наредниве 10 дена. Вчера ги апсолвиравме и ги предложивме нашите кандидати во општините Охрид и Ново село. Во моментов се уште ги анализираме бројките, состојбите и потенцијалот кој што го имаме во Дебар, така што наредниве денови ќе донесеме и одлука која што ќе се однесува на Дебар.